Благодарност до локалната самоуправа за техничката поддршка која што ни ја даде при апликацијата на овој проект и секако до Националната агенција за европски образовни програми и мобилност со тоа што ни се овозможи да имаме две мобилности, една во Португалија за учениците од струката лични услуги, каде што имаме два профили, фризерите и козметичките техничари, и секако патувањето во Шпанија и во Мадрид за учениците од здравствената струка, за физиотерапевтите и за медицинските сестри. Мадрид работеја во центар за дом за стари лица, значи тој е центар за рехабилитација на стари лица. Имаја дневна нега на штитениците на тој дом. Работеја во две смени. Значи беа примени одлично од нашите шпански партнери кои што работеа заедно со нас на овој проект. А исто и за учениците кои што беа во Португалија во градот Брага, каде што им беше овозможено да посетуваат козметички фризерски салони, се со цел да имаат непосреден контакт со муштериите, односно клиентите во Прага и да видат точно како се работи таму во странство. Вложувањето во образованието кај младите, посебно во стручниот дел, е многу битен како за градот, така и за државата. Се надевам дека сите овие млади ученици кои што го стекнаја искуството и вештините во странство ќе ги пренесат и на нашите ученици овде кои што се во нашиот град и во нашето училиште. Во Шпанија работевме во дом за стари лица Санирес во населбата Лас Розас и одевме во две смени. Додека престојувавме таму, посетивме убави градови, како што е градот Толедо, кој што има многу карактеристична архитектура, градба. Го посетивме Мадрид, центарот на Мадрид, плоштадот, дел од учениците го посетивме Сантјаго Бернабеу, стадионот на клубот Реал Мадрид, и имавме екскурзии до други места во населбата кај што бевме сместени, во Лас Розас, и се насе многу убаво искуство, стекнавме нови вештини и се надевам дека сите нови знаења ќе ги примениме овдека. Благодарение на професорките и благодарение на директорот и главниот на проектот, ние имавме можност со првата мобилност да ја посетиме Португалија и градот Прага. Шетавме во Барселош, во Порто, бевме поделени во неколку групи и бевме сместени во козметички салони. Бевме сместени во кампови заедно со други деца од други држави, од Полска, од Романија, од Италија. Имавме 8 работни часови, каде што одржувавме праксата. Што научивте по-конкретно? Научивме многу убави работи кои што овде не можеме толку да ги научиме. Научивме да шминкаме, да правиме ногти, се што ни одликува нашата струка. Заедно со професорките и водичот Јован многу убаво си поминавме, за слободното време игравме игри, се шетавме. Денес тука се во локалната самоуправа присутни 38 дечина кои од средното училиште Ѓорче Петров беа во посета на Шпанија и Португалија. Тоа е една одлична програма која максимално ја поддржува и локалната самоуправа заедно со училиштето. Целта е пред се да стекнат искуство, да видат како се работи и во другите држави низ Европа, да стекнат нови пријателства и се она што ќе го научат да го пренесат на своите соученици и да се надоградат во своето знаење и едукација на струките кои што ги учат и практично ги работат. Нема да престанеме, стално секоја година поддржуваме вакви групи на ученици кои посетуваат различни држави низ Европа и секогаш добро е да се применуваат и кај нас тие позитивни искуства. Можевме да учествуваме на овој голем проект. Стекнавме многу убави искуства. Имаме од Португалија.
како е културата на едно високо ниво во овие држави кои што